Хидросистемот Злетовица го подготвува цевководот и системот за дистрибуција на водата до Штипската филтер станица. Од наредната седмица, кога и официјално ќе почне тестирањето, беше објавено на денешната трибина обезбедување на квалитетна вода за пиење, канализација и одвод на отпадни води во организација на невладината организација Медија Плюс. Во најскоро време, точно од понеделник, почне да се дистрибуира вода во филтер станицата за пробно тестирање на филтер станицата, каде ќе почне после да се снабдува и редовно и Штип со чиста и здрава вода од хидросистемот Злетовица. Градоначалникот на Штип е дециден дека водата од Злетовица нема да се пушти во системот се додека не се добијат новите резултати за нејзиниот квалитет од страна на надлежните институции, бидејќи, како што рече, пред се е важно здравјето на граѓаните. Сега јас побарав заедно со владата на Република Македонија уште едно испитување да направиме, за да видиме во каква состојба е водата, дали можеме да ја прочистуваме, колку ќе треба да чини тоа прочистување на таа вода и на крај да ги направиме пресметките и анализите, за да процениме дали ќе одиме со превземање на оваа вода. Така што отприлика имам тоа да го изјавам во однос на хидросистемот Злетовица. Сепак сакам да кажам дека водата се тестира во Центарот за јавно здравје и тоа е државна институција. Тука нема простор за импровизации. Водата која што излегува од филтер станицата во Штип се тестира, кога ќе ја постигне, доколку го има потребниот квалитет, ќе биде пуштена до граѓаните, доколку не, нема. Од друга страна, во деновите кога од Злетовица ќе се добива матна вода во периодите на обилни врнежи, решението е Штипското комунално предпријатие ИСАР во функција да го става бунарскиот систем, од кој досега Штип се снабдува со вода за пиење. Околу делот на таложниците, јас ќе кажам дека со самото моje излагање во првиот дел дека е повеќенаменски систем, со изградбата на втора, односно трета фаза, тоа е за наводнување и енергетика, тој проблем целосно се решава со зафаќање на водата од браната и со цевковод директно носење во зафатите за Штип и Проби Штип. И Свети Николе, каде што ќе има здрава и чиста вода, стабилизирана вода директно од браната во цевководот за Штип. На денешнава трибина рударскиот инженер Трајче Митев, кој од невладиниот сектор, изрази сомнеж за квалитетот на водата. Историјата, враќајќи се назад по руднина галиште во Република Македонија, тој терен имал рудници на ураниум. Ја не го измислувам тоа, тој го има, секој што сака може да го прочита на компјутер. Само дали се слепи политичарите или тие што ја правиле браната предходно, требало ги тоа да го направат тај план. Ја не може да го кажам сега после направената брана, бидејќи таму има работено 4 наши колеги кои имат по 4 години работено, они го тоа кажат. Јас не го кажам и плюс нешто што е најбитно, сомнежот е голем. Бидејќи од браната Злетовица треба некаде да има на 100.000 жители треба да се користи. На денешната трибина научната фела ваквите сомнежи за постојање на опасност од користење на водата за пиење ги отврли како невистинити. Меѓу другото, представникот на Злетовица истакна дека тој како жител, неговото семејство и останатите граѓани, како и граѓаните на Свети Николе, ја користат водата за пиење и воопшто не е спорен квалитетот на водата за пиење од браната Кнежје.